Почитувани сограѓани, Николчо Илиев и СДС како клучен приоритет на својот мандат го наведоа решавањето на сообраќајните проблеми во градот. Меѓу приоритетите беше идната изградба на кружен тек на дуплиот мост кај судото. Во третата година од мандатот Илиев се одлучува да го отфрли ова сообраќајно решение, за кое претходно и самиот се залага и за кое наследил постоечка изготвена проектна документација. Па сега бара целосно ново решение и бара да се проектираат два нови кружни текови на спојот на улиците Димитар Влахов и Стево Тодосиевски и веднаш понатаму за Димитар Влахов и Глигор Апостолов Гочо. Кружниот тек служи за регулирање на сообраќајот и зголемување на безбедност. Но негативна последица од кружниот тек е забавувањето на возилата, но исто така и емисијата на штетни гасови кои дополнително го загадуваат воздухот на локацијата на кружниот тек. Загадување од кружниот тек на дуплиот мост би било амортизирано од струењето на воздухот над реката, но изведба на два кружни текови во срцето на Стришани, каде нема струење, како над реката и каде што штетните гасови ќе остануваат во средината, представуваат еколошка бомба за градот. Издувните гасови со сигурност ќе го задушат овој дел од градот. Прашуваме, на каква анализа се темели барањето за проектирање на вакво сообраќајно решение на тој простор? Илиев и СДС во 2017-та на пресконференции обвинуваа за ниските капацитети на тогашната локална власт, затоа што не бил отпочната изградбата на кружниот тек на дуплиот мост. За чии ниски капацитети станува збор сега? Сепак станува јасно дека граѓаните до крајот на мандатот на Николчо Илиев нема да видат никакво решение на сообраќајните проблеми во градот.